Ете, тоа е таа книга, пишувана пред 30 години, која ја озвучуваме да остане за спомен за македонските битки и искушенија, што правевме ние, што се случуваше и зошто сме на ова дередже, на оваа состојба дојдени Македонија да се откажуваме од самите себе заради некои сатански состојби, некои сојузи, лажни луѓе, постмакедонски идентитети. Знаете кога беше сега ова со ковидот? Се видоа рокчињата, излегоа сите да не тераат да се вакцинираме, а денеска излегува на виделина се скриено и откриено на Господ Исус Христос дека вакцините беа лажни. Дури црковни високодостојници не тераа да се вакцинираме. Гледате кому му се поклониле тие. Кога Исус го искушува сатаната во пустината, му вели: ако ми се поклониш, ќе ти ги дадам сите власти и богатства на овој свет. 192 страна за родот на Херодот или за лажните татковци на македонскиот народ. Да беше жив Херодот, или како уште го нарекуваат Ирод или Иродот, интересно тој е на истиот кој го распна Исус. Истиот род. Ке ни кажеше која е мајката. Нели Херодот го нарекуваат татко на историјата. Во белосветските речници пишува дека тој бил најстар грчки, се крчка, историчар, се работи грејски, нели за 5 век пред нашата ера. И така Херодот, односно Иродот, почна да пишува за родот. За породот, за родот по породот. Таткото, за постмакедонските идентитети да можат да добијат идентитет, кој се и што се, но која ли е мајката? Мајката на историјата. Ако ја иземеме Хера како жена и како чера, односно чера, кера, по толкувањето на Ташко Белчев, керката на Кронос и Реа, главната олимска богиња, нели, пред да се појави Господ Исус Христос, жената на врховникот Зевс и негова сестра, со која бил во брак 400 лета Исусови. Веројатно оттаму е изведен зборот Хера, ера, пред нашата ера. Ако ја иземеме керката, ќе се сретнеме со тракискиот бог Херос и тие се што ќе најдат тракиски, насликан како млад коњаник со копје, штит и убиен дивеч. Кога не им одговара, само македонски да не се употреби, тракиски, пеонски, тракиски, не знам вакви, насликан како млад коњаник со копје, штит и убиен дивеч. Бик, елен, коза, зајак или пак дива свиња. Диво свињи е на македонскиот полуостров. Но херојот или херосот е машко и не може да ни биде мајка. Барем според денешните мерила. Така, ако ја иземеме Хера за мајка на историјата, ќе добиеме дека Херодот е всушност Еродот, оној кој пишувал за долгиот род, како например нејзиниот 400 годишен брак. Но да ја оставиме мајката и да му се вратиме на родот. Деновиве пред воскреснувањето, пред славењето, одбележувањето на великиот ден, повторно се изнајде еден татко. Не нарече најромантичен дел од неговата историја. Историјата е на Македонија, не е твоја. Нели македонците според татко му се најдобрите болгарци? Болгар, турски збор, значи збирштина, празна масата по главци. Зошто на македонскиот народ му е потребен турски збор за да се себе идентификува? Како што јужните татковци би рекле дека македонците се грци. Тие во исто време не може да бидат и грци, и болгарци, и илирци, и словенци. Во Словачка и Словенија. Како што јужните татковци би рекле дека македонците се грци, се разбира може да се земјо домакини, ендопини или домакини, славо македонци, староседелци, поранешни југословени, северни македонци, во прашање се нијанси во татковството. Се најде еден кукурајко лажот што побегна во Дубај. Ја продаде државата, народот рече: не, тој изнасилен. Па немаш право ти да го продаваш македонскиот народ, душата своја дај му ја на сатаната слободно. Во прашање се нијанси на татковството. Шиптарите, арнаутите, албанците би ни рекле да си одиме ние на Кавказ, оти тие се староседелци, замислете. Ние сме дојденци, тоа би ни дошло дека тие ни се очуви, не бркаат од дома и најнакрај нашите словенски браќа би ни го натуриле она јужно-србијанци, што повторно во македонската приказна би ни дошло како татковско. Нима интересно, нема ни еден запис на албански јазик. Записите во црквите се на кој не царскиот македонски јазик
и на средновековниот македонски. Нема записи пред 19 век. Ете, кога се зборува за македонска на албански, мислам, на тој јазик, и секако тие имаат латинска транскрипција. Ние имаме глаголица, па кирилица. Гледате кој е тој народ што го давал словото, што Господ Исус Христос го запишал во Светото писмо и му дал да ги описменува, да ги просветлува. Кога се зборува за македонската работа, македонци му излегува дека Македонија има 4 татковци, а нема мајка. А тажно е да се биде без мајка, нели, ако ја иземеме Хера, односно Ерата како почеток, а таа беше главна божица на Олимската гора, а Олимп е во границите на Македонија според Страбон. Таа митологија е грчка, ќе речат, древно македонска, предгрчка, постара од 6 век пред нашата ера. Ке те фатат во некои лажни доктрини, пишувале, па ти оди докажувај. Нели, кога дојдоа грчките племиња, грејците, на Балканот од арапскиот полуостров, како што ни подметнуваат денешниве грци по белосветските историски книги. И тоа е интересно, ние тие ги ведат субсахарски субстрат тие, од Етиопија некаде се дојдени. Сега со ДНК се докажува се. Како што ми рече еден академик, научно да докажеме. И уште една друга жена, која вршеше цензура врз древно-македонската приказна. Јас денес објавувам учебници, пишувам за тоа. Ние не можевме да се поврземе со неолитот, со антиката. Ние моравме од 6 век, сега болгарите, ритна болгарците, пологарците, оние со коенските опашки во умот, дека они се македонци. Пазете, во исто време го слават Аспаруха до Курчев. Тоа се тие наши македонски работи, се разбира, постмакедонските идентитети им треба идентитет. И речи си, сите богови се објаснуваат денес од Олим со денешниот македонски јазик, мислам на нивните имиња, имињата на островите, градовите, горите, реките се објаснуваат со нашиот македонски јазик и дактил од Хомеровата метричка стапка е својствен во македонскиот јазик. Секоја песна почнува со дактил, етимолошки со коренот на зборот, и затоа Херодот, како татко на историјата, кој во своето име го содржи името на мајката, било да се работи за родот, породот, за ерата и родот, или за родот и керата, керката е дел. Кога ќе го земете тој збор, родот ќе роди, од македонскиот патокас, кој по етимолошката приказна која ни ја раскажува преку името му. Зборовите ни зборуваат самите, ни се сторува или ни е род, ни на нам, на македонците. Разложете ја, односно составете го гласот е во изговорот на род, ни е родот, како е родот тоа. Да, македонци мои, тамо некаде пред воскреснувањето на Исус Христос, одбележувањето на Великиот ден, пред Велик ден, повторно ни се понуди еден со опашката во умот за татко. Рече дека сме биле најромантичен дел од неговата историја. Историјата е на Македонија, не е ваша. Кој ве терал да си клаите, турско име? Му се сторило или му се стори и си направи своја Аспарухова историја. Чукундурци, оногурци, мандрагурци, но ајде да повикаме до македонство една мудра книга, печатена 1922 лето Исусово во Софија. Книгата се вика Цар Филип II македонски, напишана од доктор Гаврил Кацаров по презимето, веројатно од Егејска Македонија. Зборува за таа 75 годишна книга. Цитат: услови за создавање на македонската нација се од времето на Филип II. И само уште една реченица: погорд и посамо осознаен народ од македонците во времето на Александар III можеби никогаш и не суштествувал. И тука да ја оставиме книгата и да му се вратиме на оној што ни се понуди за татко. Тој рече дека македонците се најромантичниот дел од българската историја. Ние сме македонци, вие сте българи, али сте шизофрен идентитет, одете на психијатар цела нација. Дека македонците се грци, македонците се българи, охи македонци, колку, но не македонци, няма македонци. Па така тие дури воведоа категорија грци кои зборуваат словенски. Ој куку, но не, деката лавено елиника. Шиптарите сакаат да не иселат во Заткавказијето, откаде впрочем се дојдени тие. Таму има Албанија, Заткавказска област. Србите тврдат дека македонците се јужносрбијанци, иако народот таму нема проблем. Ние сме веќе сродени со нив. Дел од македонците на власт пирамидално не граѓани суваат. И на вистина доаѓа време да се прашаме која им е мајката на сите тие татковци на македонскиот народ.
Да, која им е мајката, бе, што вие вам белуѓе, дали сте нормални? Херодот ги споменува венетите, вендите, како слов вени, венди, Хомер исто, само зборот е доказ. Историјата е она што се сторило, древно македонска основа, според Васил Илјов ТР. Етност е еднос. Херодот го содржи родот, ератостен е оној кој е радостен. Само грст македонски зборови. Отворете ги книжките на професорот Ташко Белчев, сам македонска фаланга, ќе пронајде дузина. Зборови, Хамлет. Па остатокот е молчење, кои ќе сакаат да ви ги продадат за грчки или латински по белосветските речници како глобална поделба на светот, а тоа не се оти се обични зборови македонски. Древни свидетели на некогашната возгордеаност, свидетели на тоа што е родот, што значи Еродот, Херодот, што значи да се биде татко. Ние имаме татко во Македонија, драј патер, а денеска таткото небесен, кој го испрати својот син Исус и не запиша во древно македонската митологија. Не запиша во Светото писмо. Во Светото писмо. Како народ избран да го шири Евангелието. Некој се денес се обидува да не одродува, да не граѓанисува, да не прекрстува, да не посвојува, да не протера, да не едначи со звучно со турано-татарската комбинација на збирштината. Според болгарскиот етимолошки речник, зборот болгар е турски, значи збирштина, притоа заборавајќи дека јазикот кој го дрочи во својот романтизам потекнува од македонскиот, од околината на Солун, од средновековниот и антички македонски. Деновиве пред воскреснувањето повторно еден се понуди да ни биде татко. А ние имаме татко на небесата кој создал се и не запишал во Светото писмо. Тоа се другите сатански збирштина, синови човечки. Да беше жив Херодот, ќе ни ја кажеше мајката. Само зборот е доказ. Слава ти, Господи Исусе Христе, што ја чуваш Македонија. Името на вистинскиот татко се содржи во зборот род. Род, македонец е тој, како и сите ние. Само Божиот син Исус воскреснува по смртта. Да не дозволиме на Македонија да и се случи прекин на родословието на нашата древна Мајкадонија. Тие се испотепаа, го сменија името, земаат пари, куфери пари се дават да се избрише Македонија. Но за жал и за среќа таа не се брише. Македонија е земја на Господ Исус Христос и сите вие што ги негирате македонците сте фатени во сатанска доктрина и сценарии ќе одговарате. Тоа се постмакедонски идентитети, бугари, срби, грци, албанци, словени и сите други натосани европејци. Те сакам, Господе Исусе Христе, Македонија има еден вечен цар, тоа е Господ Исус Христос и Таткото небесен. Не ни требаат земни татковци. Бегај од Македонија, сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секое срце Исус. Амин. До Царството Божјо. Амин.